Владата повторува дека треба да се штеди, ама не ги скрати своите џебови, туку удри по елементарните услови за живот на студентите. Во студентскиот дом Гоце Делчев им биле одземени грејните тела. И не само тоа, добиле закана дека ако повторно вклучат некое грејно тело, ќе бидат избркани од студентскиот дом. Информацијата ја обелоденија од движењето Студентски отпор. Алармираат дека студентите во текот на целата зима и во другите студентски домови не биле иземени од антикризните мерки, нешто што им беше ветено од владата. Не само на студентите од студентскиот дом Гоце Делчев, туку и на студентите кои што престојуваат во другите студентски домови, им беа гасени лифтовите, им беше гасена струјата, немаа топла вода, со тоа што не беа всушност иземени од антикризните мерки, а тоа го гледаме дека продолжува и понатака, со тоа што беше пример сега актуелната ситуација во студентскиот дом Гоце Делчев, каде што на студентите беа одземени грејните тела. Многу е жално и иронично во 2023 година, во 21 век да говориме за вакви елементарни услови на престојна хигиена. Власта нема никаков слух за нашите барања. Ништо не е исполнето, реагира Давчева, додека по цела вечер се осветлени владата, собранието и останатите институции, а функционерите ќе се добијат повисоки плати, студентите живеат во страшни услови. Покачени се платите на функционерите, осветлени се законодавниот дом и владата по цела вечер и другите институции кои што се под капа на државата, но сепак гледаме дека се уште се прават рестрикции и профит врз грбот на академските граѓани на еднината на оваа држава, што државата не прави никаков напор и начин за да го заштити младиот човек и студентот во Македонија. Студентите се децидни. Власта еднаш мора да слушне. Не ја исклучуваат можноста повторно да се радикализираат на улица со протести и блокирање на раскрсници. Последно, студентите протестираа кога владата се обиде да ја намали висината на студентскиот оброк, пошто беа повикани на средба во собранието, кога покрај зголемување на висината на студентскиот оброк им беше ветено дека веднаш ќе се преземат активности за подобрување на условите во студентските домови онаму каде што е најкритично.